Нема правна пречка во моментов за исплатата на субвенциите за земјоделците откако Уставен пресече и го отстрани спорниот член од изборниот законник со кој се забрануваше исплата на субвенциите до формирањето на влада. Субвенциите за земјоделците може да се исплаќаат, а земјоделците истата ја поздравија. Сметаме дека со оваа одлука ќе се стави крај на сите игри на било која опозиција, што во изминатиот период се случуваше за време на избори или предизбори, да не се исплатуваат субвенциите на земјоделците. Сметаме дека ова повеќе нема да се повтори во нашава држава и што е неодначено, не сакаме, мора да пресиме преку јавноста, да знае што кажуваат земјоделците. Ако за време на избори, дали се парламентарни или локални избори, уште не се случат такви работи, мислиме дека повеќе нема да се случат, тогаш она што му се прави на земјоделците, да не му се плаќаат субвенциите, треба да му се прави на сите корисници на буџетот на Република Македонија. Оти субвенциите доаѓаат од буџетот на Република Македонија. Времената мерка стапува на сила од денеска. Сега на потек е Министерството за финансии, откаде и претходно истакнуваа дека проблемот е во членот, а дека пари има. И од понеделник да бидеме некој ден, за да можеме да извршиме платна средба како што треба. За исплатата на субвенциите Миновски денеска истакна дека постои одредена постапка во Уставниот суд за објавување на одлуката. Треба да ја видиме одлуката и да видиме кога ќе биде објавена. Доколку не е спорна и ако не постои законска пречка, ќе може да се почне со исплатата на субвенциите, рече Миновски и додаде дека најголем дел од документите стапуваат на сила во моментот кога ќе бидат објавени, било да е тоа официјално на веб страница или во службен весник. Имено исплатата на субвенциите е блокирана 7 месеци, а државата на земјоделците им должи 95 милиони евра за речиси цела 2016 година и дел за 2015 и 2014 година.